Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Даа Милосављовиќ и Горан Момировски. Вечера нема да должиме многу, нашата задача е да анализираме и затоа наш гостин аналитичарот господин Синиша Пекески. Добра вечер. Добро вечер, Драган, добро вечер, Горан. Баш убаво што ме викнавте пак тука, што ме викнавте тука да видам ваш гостин вечерва и да поразговараме за одредени состојби теми кои се интересни за јавноста. Апсолутно. Не се многу забавни, ама Не се многу забавни, меѓутоа тоа е нашата реалност. Нашата реалност некако последниве години е се само не забавна. Јас би влегол од нешто што ви го кажавте пред неколку дена и ми остави впечаток. Многу се зборува околу шансите на политичките партии на престојните парламентарни избори. Јасно е кој води, тоа е повеќе од дефинирано, веќе би рекол. Опозицијата има огромна предност во однос на актуелната власт се уште, барем во македонскиот блок, во албанскиот ќе видиме како ќе стојат работите, меѓутоа вие сте еден од можеби првите аналитичари кои што дадовте изјава дека ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори ќе излезе со 61 или повеќе пратеници. Мислам дека е прилично смело ова, затоа што ризикот во случај да погрешите сепак е на ваша глава, што се вели. Да, прво, кога рековме забавна, ја би сакал ова да е некој Монти Пајтовски филм, во кој ќе се разбудим и ќе рече, леле, види што све може да се случи во една држава. Може. Може да се случи на крај, ама очигледно е дека на вистина Монти Пајтон може да сними филм за работите што се случува у Македонија и мислам дека ќе биде светски бестселер. Не знам кој од нив се уште живи, не сум сигурен, мислам дека дел од нив Да. се уште се живи. Буквално само треба да им испратиме писмо, дојдете и видете што се случува таму. Нема да им се верува на гледачите кои ќе гледат филмот дека на вистина ова се случува во некоја држава. И тоа во Поготово Европа. во Европа и тоа во држава која е претендент да биде членка на ЕУ и држава која е дел од НАТО. Ќе рече ова е нешто научно фантастично. Се вратиме на посериозните работи. Да, моите анализи, значи кои не ги темелам на партиските ботови, на партиските штабови и директиви што ги добиваат за да ги споделуваат информациите поврзано со рейтингот на политичките партии, бројот на пратеници кои го имаат. Она што го должам јас, бидејќи многу често сум во Македонија, во сите градови го слушам, бидејќи работам како консултант и доаѓам во допир не со оние кои се партиски личности, туку доаѓам со обичниот народ. Немате представа колкав е гневот на луѓето. Втората работа зашто ги темел, МФ е од еден редките кои реков дека СДСМ ќе доживее цунами. СДССМ. Да, СДСМ, да. И ова намерно го подлекувам СДСМ, заради тоа што ако може да го променат името на државата, зашто во нивното име се уште да стои зборот Македонија без придавката која они на бескруполозен начин го сменија. Од кој што сега бегаат? Ги гледаме сега постојано за Македонија Моето зборат. чувство дека не бегаат, они воопшто немаат срам, така да мислам дека воопшто не се ни замарат околу тоа. Едноставно за нив кажан им е дека мора да се смени, да се направи таа промена на штета наша и гледаме дека секојдневно гледаме, да не навлегувам пасош, лични карти и сето тоа што се случуваше изминатите денови. Се вратам на дека кога им говорев на луѓето дека ќе се случи цунами, дека владеачката партија во тој момент дека ќе доживее цунами, никој не веруваше, дури ми се смеа. Добро? Се случи тоа што се случи и тоа е само бран. Гледаме дека она што се случи во општините каде што градоначалници и советници се членовите на опозицијата, не во сите, во добар дел, гледаме дека добро се менаџира и покрај ресурсите, минималните ресурси кои ги имаат.
за да не издвојувам некој па да испадне дека Јасно протежира. е, меѓутоа централната власт не им дели пари, дури и тоа што им ги следува. обструира, по Апсолутно. да забораваат дека у суштина должност на владата е да се грижи за интересот на граѓаните. И дека кога се грижи за интересот на граѓаните, не треба да прави никаква поделба, дали е некој градоначалник од ВМРО, од СДС, дали е од ДУИ, дали е од ДПА, не е битно од било која политичка партија, тука едноставно треба да го помага да се подобрат состојбите во таа општина, што веројатно заради тоа што некој од позиција, тоа по автоматизам значи дека не треба да се поддржуваат проекти кои сигурно има и гласачи, они имаат гласачи Апсолутно таму. за сите граѓани се однесуваат. Не, ама имаат и они гласачи, имаат и советници, зошто ни би ги делеле? Ама тоа е некој, хај би кажал, некој синдром на пониска вредност и начин да ги казниме оние заради тоа што не ни изгласале. Нека и нашите нека патат, ама нивните повеќе ќе патат. Отприлика ја така Па да, ако нема фудбалски терен во некоја општина или не знам, и многу поважни работи. Ако водата не функционира или струјата, повели. Никој да бидем искрени само дека владата даде ми чини во 2 наврати по некои пакети од 30 милиони евра на општините, иако да речем паритетот тамо на доделување пари малце сомнителен, но еве да речеме дека последен долг период кога не даваше на опозицијските предводени општини, приморан беше Ковачевски да даде, но тоа е посебна тема. Да кажеме само дека вие сте докторанд се вика официјално е луѓе што не знаат, на универзитет во Словенија, каде што докторирате на тема стратешки комуникации за бизнис, меѓутоа сепак стратешки комуникации. Не е темата, туку смерот е стратешки комуникации, иначе темата е влијанието на брендирањето на држава во развојот на стартап бизнисот во Европа. Да. Ево, специфична е темата, не е толку апликабилна за нас, но стратешки комуникации, нели, сите знаеме што отприлика значи тоа. Мене ме интересира од аспект на тоа ваше проучување на науката, да направиме еден модел како Македонија функционира во моментов. Има ли во владата, препознавате ли вие во владата некаква агенда, некакви стратешки комуникации, што е приоритет, што треба да се направи подобро, што треба да се направи побрзо? Мислам дека ми го разбирате прашањето. Се препознава ли некаков план, некаков систем или нешто сосема спротивно? Па strategic communication, кој ќе кажете, и тоа некако ми звучи многу фенси и многу е супер за титула, поготово ќе кажете strategic communication manager, преведено на англиски. И, гледам дека луѓето многу сакаат со такви титули да се кита, поготово тие странцизми. Пак ќе се вратам на почетокот. Нашата влада е Монти Пајтон. Но суштина нема стратешки комуникации, кои ќе видите кој се работи тамо, кој се работел тамо и кој се бил советник и е советник, ќе ви стане јасно дека имаме концепт, дека немаме никаков концепт. Нашата влада работи на купи ден, продај ден. Значи, секојдневно гасење на пожари кои се појавуваат и на микро, но и на макро ниво. Баш денеска на еден состанок разговаравме со еден пријател и му кажав у суштина колку лесно луѓето се нафаќаат да дојдат на функции за кои немаат апсолутно капацитет. Например, еве се бидејќи настапувам критички кон власта и добар дел ме гледа, вика ти си ВМРО-вец. Не, јас не сум ВМРО-вец, јас сум само човек кој денес ми каже, вика ти си брутално искрен и многу некако лошо ги кажуваш работите. Не, само сум искрен и ги кажувам работите такви како што се. Нешто што е добро, нешто што е лошо. Мене да ми понудат да бидам министер во, да речеме, за финансии, карикирам се, не би се нафатил, супер изгледа, но не би се нафатил. Зошто? Затоа што мислам дека... Затоа што не знам, не сум капацитетен во таа област и не можам, зошто би му земал на некој што навистина може да направи нешто, а јас заради тоа што имам добри односи, карикирам сега со политичкиот лидер или премиер, да кажем, за да ме постави. Што значи дека видите во Македонија како се ротираат министрите. Значи бил за финансии, бил за економија, па бил за одбрана и сега повторно му дали за земјоделие. Карикирам сега. Нема никаков проблем, апсолутно. И но можеме ли да се обидеме да направиме
Од каде е генезата на се тоа? Може само Многу често сме разговарали. само околу министерскиве позиции. Го има тоа секаде во светот. Не го нема секаде. Не. За да бидете вие министер, вашиот бекграунд мора да е поврзан некако, збориме за сериозни држави, не збориме за држави каде што, ајде да кажем, не владеат толку многу демократските принципи. Морате да имате некаква допирна точка или да имате некаква бекграунд, позадина, дали работна или едукативна, за да бидете дел, затоа што не може да влезете вие као нов човек во некој министерство, поима немате што се случува во земјоделие. Јас сега работам IT, карикирам и влезувам во земјоделство, поима немам што е хектар, што е хектоликтар, Токму затоа, Пекевски, токму затоа. пестициди и сега да зборувам или да одобрувам не знам проекти, поима немам за Може ли да се обидеме да најдеме генезата на овој проблем? Значи, бидејќи постои, бидејќи е очигледно дека дури стана некако нормално за сите нас, неквалификувана личност или личност која што не поседува потребни, дури и образовни квалитети, да биде на позиција која што не би требало да има, мора да сватиме каде тоа почна. Своевремено имам чувство дека се знаеше кој може да биде министер на одредено министерство, кој може да биде директор во агенција државна или така натаму, не дека немаше тогаш, апсолутно имаше и партиски линии, можеби исклучително нагласени, меѓутоа се знаеше дека се знае кој е министер заради тоа и тоа, заради неговото адекватно образование, заради неговите претходни ангажмани и така натаму. Кога дојдовме во момент, според вас, кога некој рече па не е важно. Од сега па натаму може секој се. Дали е тоа можеби прашање на оној момент кај Дуи, не сакам сега да ве наведувам, поставам прашање. Кога Дуи едноставно свати дека се им се може во оваа држава, па воопшто престана и да го следат дури основната логика на нештата, дека мора да исполнувате одредени квалитети за да бидете на одредена позиција, а потоа и СДСМ некако природно почна да го следи таа логика и тој менталитет, или нешто друго беше во прашање? Па вака, моето мислење е дека секогаш се случувале вакви работи, сега е малце повеќе изразено, но генерално ако тргнеме драконски надоле, мислам дека тоа беше период, не дека претходно беше идеално. Никогаш не е било кај нас идеално. И тогаш беше лошо, но суштина после конфликтот 2001, ајде да кажем, во екстремна надолна линија тргнавме за оној неквалитет. Ако претходно бил квалитетот некако се мерал 20-30%, по конфликтот некаде падна на 5%. Зошто го зборувам? Заради тоа што ни беше наметнато дека мораме да имаме политичка влада. Што значи политичка влада? Не е битно во неа да бидат оние кои може да направат влада, туку мора да има определени албанска заедница. Јас секогаш сум велел, и буквално пред некој ден прочитав во весник, град Скопје бара вработување собарка. Прво што ми пада на град Скопје нема хотел. И она што го видов доле, барат ром. Значи гледате како се прави сегрегација на дека у суштина мора да, значи собар како е најниска позиција условно и мора да биде ром. Јас велам зошто да биде ром, зошто да не биде било кој. Ако сме ние граѓанска држава, во граѓанска држава не постојат етникуми, постојат граѓани. И зошто е направено да биде, условно они го викаат балансер, иако јас не разбирам. Ова е индиректна сегрегација. Ние зборувавме на темата со двајца представници на Демократска заедница, е многу важно. Идејата е дека ние не сакаме квалитет, туку ние сакаме да имаме бројки. Бројки на етнички застапени личности кои не мора да бидат квалитети. Кажете ми дали може да се движиме ние напред со квалитет или со квантитет? Добро, дури и да е така, Пекевски. Така е. Дуи има, не знам, колку официјално имаат гласачи нивни, односно приврзаници? Да речеме 50.000. Еве, грубо. Не може така. Колку гласови колку имаат? 90 на 1000. Од тие 90.000 луѓе, јас сум сигурен дека мора да постојат стотици кои што апсолутно би биле адекватни за позициите на кои што треба да бидат поставени. Меѓутоа не, ќе ви стават
на функција човек кој што апсолутно не ја разбира. Вака се, и пред емисија зборевме со Горан, ако следиме логиката на работите, би требало да се поставуваат квалитетни кадри, така? Но во Македонија намерно се има негативна селекција и се поставуваат негативни, има поставување на кадри што немаат квалитет да бидат на тие позиции. Зошто не е? Зашто се поставуваат неквалитетни луѓе? Заради тоа што ако се поставиш квалитетен, тој што е под тебе, мора и он да работи така квалитетно, значи мора да покаже резултат. А и тој што е над тебе. Да. И значи како иде тоа неквалитет, он појма нема од работата, собира околу себе кои му викаат цело време да, така е, директоре, шефе, министре, да. Тие под себе апсолутно нема да земат кога ќе вработуваат, нема да земат некои кои се квалитетни и ќе им кажува. Значи јас сум имал соработка со одредени политичари кога престана да соработуваат со мене, моментот кога му кажувам не е тоа така и не смеете вака да правите и добро, и од утре не сака веќе да соработува со мене, заради тоа што му кажувам нешто што не е така. Добро. И еве сега, тој веќе бивш политичар, да кажам, за да не именува од која партија, и нема никакви резултати. И ако погледнете, пак ќе се вратам у влада, ако погледнете кои личности и кои се советниците, Љубе Бошковски, ќе го земам како најнегативен пример. За странски инвестиции. За странски инвестиции. Еве и во ред го земам. Ајде да го видиме, евалуација на секои 6 месеци, колку инвестиции, колку состаноци имале, со кого има состаноци, каков е фидбек. Јавна тајна е дека ништо не работи, дека тоа е тоа. Јас не знам, јас само прашам, значи ние може што викаме на емисија да збориме. Не, ајде да видиме кој што сработал. И многу едноставно се гледаат. Сите оние советници што ги имаат собрано што викаат да министре и така е, ајде да видиме што вие, бидејќи се платени од нашите пари, ајде да видиме што сте сработиле вие за интересот на Македонија. Колку инвестиции, колку програми, колку проекти сте имплементирали, колку грантови сте донеле и слично. Не. Но механизмот на државата предпоставувам дека може одредено време да се носи со ова. Може, затоа што нели механизмот, системот функционира. Додека не дојдовме така. Оглас за вработување на поранешниот директор во МНАФ, така беше? Да. Во викенд кога вие 2 дена. Во недела, да. Сакате да ми кажете дека тоа не е намерно? Апсолутно е намерно. Сакав да кажам дека системот на државата може да функционира до еден момент кога веќе сите негови штрафови се одвртени и мислам дека сега се наоѓаме во таа ситуација, поправете ме ако грешам, кога веќе секое излегување од правилната насока и тоа како силно се чувствува. Затоа што ние веќе немаме простор да оставаме неквалитет на позиција. Сеќавате пред 2 или 3 години, 3 години, кога имавме една министерка за финансии, кога носеше кога се носеше буџетот, тогаш беше највисок таа година, како рекоа, ова е инвестиција, зошто е буџетот толку голем, не е развоен, како не е развоен, развоен е во човечки потенцијал. И сега ги гледаме плодовите на тој човечки потенцијал. Значи имаме урушување така во сите пори и сите сегменти на нашето општество. Тоа ни го направи една министерка во образованието. Тоа ни го направи Милоцановска. Тоа ни го направи цела една низа. Јас само ти кажам, да, човечкиот потенцијал. Значи имате министерка, еве таа министерка што ја споменавте, сега беше за труд и социјала, така. После тоа ја однесоа да биде министер за беше во техничката влада, вице-премиер беше за економија. За економски прашања. Економски прашања. Сега прескаден пример да ви дадам, во светот има такви ситуации. Ќе го споменам сега Волфганг Шојбле се вика. Човекот почина пред 10 дена, заврши како министер политичката кариера, министер за финансии на Германија. Внимавајте, на Германија, на моторот на Европската унија. И финансиски, економски како сакате. Претходно бил министер за внатрешни работи и тоа во периодот од 89 до 91 година, трансферот од ДДР нели на Обединета Германија, бил министер за специјални работи на Хелмут Кол, значи од претходно. Меѓутоа, човекот е правник, заврши како министер за финансии. И тоа ние имаме ситуација овдека, јас ќе спомнам се еден друг човек не од оваа влада, Никола Тодоров, беше за образование, па стана министер за здравство. Образование и здравство може би имаат некакви допирни точки.
Немаат никакви допирни точки. Еве да некаде во здравството имате високо научни факултети и така натаму, медицински факултет, па ајде да речеме некаде се допират, но во суштина се сосема два различни процеси. Вака се морам да те исправам. Секогаш кога сакаме да најдеме нешто да оправдаме, земаме исклучок. Тој исклучок е да го земеме Волфганг Шојбле, не го знам, да. Затоа го кажав. Има, ама тоа се толку во проценти толку се мали да воопшто не треба, затоа и викаме исклучок. Секогаш има некој има луѓе кои што се во администрацијата, Шојбле 40 години од 72 година бил пратеник, значи човекот цел живот го на 82 години почина, значи тој повеќе од 55 години се занимавал со германската политика. И тоа е во ред. Ние овде имаме супер звезди кои што доаѓаат на политичката сцена, стануваат, за труд социјала царовска, па видите премиерка за европски прашања, не знам зашто, не за европски, за економски прашања се извинувам, или Тодор го спомена претходно и други има министри ротираат, Фатимир Бесими беше претходно чуда. Талат Џафери, на пример. Тој пример исто така многу интересен. Министр за одбрана, спикер на парламентот, технички премиер. Исклучокот стана правило. И тоа е она негативна селекција што толку ги има за поседнато функциите и толку граѓанинот е девалвиран и заради тоа ова ни се случува. И ако земете вие дека колку е бројот на млади луѓе што се иселени и се иселуваат и колку размислуваат веќе да идат надвор, ви кажува се. Што значи дека успеа огромен процент на младите луѓе да ги избркаат надвор. Согласно. Сакам едно друго прашање сега. Каква е врската помеѓу корупцијата и именување на вакви, неспособни кадри? Едната работа е да се инвестира во млади луѓе кои што ќе го научат системот, администрацијата, ќе се школуваат, на обуки и така натаму и така. Втората работа за мене е огромен дел од тие луѓе се користат во корупцијски случаи. Имаме минатата недела две релативно млади се работи за жени сега, нели, во случајот Митилинеос. Едната е сега председателка на Комисијата за заштита на конкуренција, која што треба да носи одлука за 50 милиони државна помош, дали е тоа во рамки на законот. Значи, владата дава на грчка компанија со ништо заслужено 50 милиони евра и подоста уште 2 милиони евра ќе заработат грците и некои други во Македонија. 2 милиарди. Се извинувам, 2 милиарди, да, се извинувам, 2 милиарди. И имате повереник на владата. За тој закон се работи за релативно млада личност, Елена Паговска, Пелтековски, никогаш претходно не сме слушнале, и одеднаш таа се појавува како повереник на владата за крајно конфузен закон, да не речам криминален, за кој што и дури министрот за економија Бектеши рече дека има спор. Јас се сомневам дека голем дел од младите луѓе што се ангажираат, неспособните млади луѓе во владата, се ангажираат за да во даден момент ви речат Пекевски, вие добивте од нас вработување, сега потпишете овдека законот или некој договор или тендер, за да вие утре одговарате. Луѓето, зошто ги прифаќаат овие ситуации? Вака, не ја знам господјата, не можам да зборам. Не знам не јас лично. Не го пратам тој случај многу, заради тоа што не е во мојот делокруг, но она пратам еден професор од Битола кој Дејан Трајковски мислам, и толку експлицитно објаснува за случајот со Митилинеос, да ниеден не излезе да го побие. Мене тоа ме плаши, зошто никој не излезе на дебата или на јавна расправа од тимот од владата и да каже не е така, ајде да видиме каде грешиш ти, што значи дека или он манипулира и ни дава информации кои не се точни, или се точни, а владата не ја гаја. Ние имавме брифинг, имаше брифинг министерот, чисто да кажам, со новинарите. Тоа ми зборот, кој што ние тука буквално го Драган, колку разбираш ти? Колку разбираш? Што разбираш ти? Меѓутоа викнавме инженери, се разбира. Викнавме 20 инженери кои што буквално го декласираа целиот тој брифинг на министерот, објаснувајќи колку сето тоа што министерот го збори за жал не е поврзано со реалноста. Значи ние разбравме неверојатни информации. За инвестиција, неговиот бекграунд не е во енергетика, така? Не. Не, значи не може он да го брани
тој момент, он може да го брани од политички, финансиски или како представник на министерството. Постојат експерти што треба да го бранат и вака, јас секогаш велам, ако сакаме да бидеме транспарентни, во ред ќе излеземе, ќе направиме една јавна расправа, каде што јавноста ќе види и со зборови кои се јасни за граѓаните да разбера што значи ова, што значи ова. Супер е кога имаме спротиставени. Оваа влада не го прави тоа. Како да разбереме Пекевски? Еве ви еден пример. Само се извинувам. Човекот што бранеше законот во име на владата. Му го заборив сега името, не е важно, сега е директор за развој во ЕСО. Да. Виктор Андонов. Да. Исто го бранеше законот за Чебрен што падна, договорот со Грција. Значи беше дента кога беа професорот Димитров и Туневски во нашата емисија, претходниот ден беа на дебата јавна во 24. Ние потрошивме четвртина од нашата емисија да ни пренесе професорот Димитров кои се аргументите на владата преку нивниот енергетичар, експерт за енергетика. И професорот Димитров, кој што е крајно почитуван, реален човек, значи не партиски, не брани нечии ставови, не можеше да најде еден аргумент на владата. И ние го слушаме тоа. Значи, веќе не се ни обидува владата да аргументира. Тие дебатираат, но не аргументираат. Велат, ова е за еднината, ние за 30 години ќе се обезбедиме. Тоа е затоа што знаат дека паѓаат и кога зборуваме за вакви стратешки инвестиции, веројатно личниот бенефит, предпоставам, е огромен и заради тоа го прават. Може би не е личен, некогаш се подружува и политички интерес, како договорот со Бехтел и Јенка, кои еве гледате, значи дека е само политички, не можам да поверувам дека има политички, има огромен процент на политички притисок да се подпише договорот со нив и тоа јасно и не на сите и затоа луѓето и политичките партии се малце ајде да кажам, не толку остри кон тој договор, затоа што внимаваат како се изразуваат, за да не се повредат интересите на една светска велесила. Од друга страна, огромен процент на корупција таму. И видовте, ниеден не излезе, се сменија закони. Уште е таен договорот, уште не го објавуваат. Да. Се уште е таен, после 2 години таен договор. И сега, сваќа дека ќе паднат овие што се во моментот на власт, и воопшто не знам како, со што се сигурни дека нема да излезат некакви истраги подоцна. Јас секогаш викам, ѓаволот секогаш доаѓа по своето. И тоа најубаво на своја кожа го сетија одредени министри од претходната влада. Многумина во Македонија не се убедени во ова, дека нема никој да оди во затвор. Јас ќе го земам примерот со еден министер од предпретходната влада, ако ја земеме. Милијана Киевски, да, Спире Христоски. Дел од нив прашајте ги дали сега повторно би го направиле истото. И дали би влегле во да бидат министри повторно. Мене тоа што ме шокира кај граѓаните со кои што разговарам секојдневно е, велат, никој нема да одговара. Како што не одговара претходно, велам, чекате малку. Милијана Киевски, Спиро Христоски, Гордана Јанкуловска, Никола Груевски отиде во избега, мораше да избега, што е понижување само по себе. Значи тоа се тешки трауми. Други луѓе по 7-8 години беа пред судови, одземени пасоши. Не е само тоа дали ќе ве осудат вас. Долу нешто што ве провлекуваат ни судови. Тоа е притисок кој се прави психички. И не сите луѓе можат... За тоа зборам. И луѓето забораваат моментот дека не се само министерот како министер, туку има фамилија, значи има деца, има роднини, каде што има стигматизација на тие деца, ќе рече татко ти направило, значи го заборавате тој момент и мислат дека е исто. Јас велам дека внимавајте затоа што не се живее исто кога од денес за утре. Мора да се гледа подолгорочно, заради тоа што пак ќе кажам, ѓаволот секогаш доаѓа по своето. Значи вие немате дилема дека ќе одговара, јас така начинот дали ќе биде тортура психолошка, карикирам, психолошка тортура, со влечење по медиуми, со сликање, со апсење, слично. Дали како ќе ги однесат во затвор, дали ќе ги претреси и слично, не знам. Но начинот на кој они ќе ги платат овие долгови, ќе ги платат, верувајте. Значи јас сум убеден во тоа. Морам да ја признам, Пекевски пред емисијата, нели, помалку се шегувавме околу Монти Пајтон приказната, кај нас една афера покрива друга
една глупост покрива друга, што ние навистина веќе и самите заклучивме дека премногу забораваме од сето ова што не се случува, за да можеме... Го земавме примерот со Катица Јанева. Сега ова изгледа како да е нешто друго, меѓутоа во суштина е исто. Катица Јанева, која што лежи затвор, пред неколку дена, дознавме од медиумите дека всушност работи преку ден во адвокатската канцеларија на нејзиниот син. Значи, тоа мислам никаде во светот го нема. Човек кој што навечер лежи затвор, осуден за тоа што е осудена господјата Катица Јанева, знаеме добро. Не знаеме како што е вработена, не разбрах како што е вработена само. Како што сака нека е работи во адвокатската канцеларија на нејзиниот син. Како чистачка во канцеларијата? Не е тоа сигурно. Работи во адвокатската канцеларија на нејзиниот син. Јас мислам дека тоа никаде во свет го нема, меѓутоа и вашиот коментар беше луѓето веќе заборавија на Катица Јанева. Забораваат, како се вика, знаете, ќе доволно еден да ве Замислете таа сцена во која што вие влегувате и викате, па да, не би било лоша идеја да влезам во канцеларија кај што ќе ме брани синот на Катица Јанева, за да не биде ова погрешно разбрано. И Катица што е тука е во ред. А зошто ја осудија таа жена? Затоа што го поништи специјалното јавно обвинителство, кое што требаше да донесе правда во државата и е осудена за криминал, односно за рекет. Меѓутоа вие ќе ја видите тука и ќе биде па да, па што има врска. Бидејќи најверојатно луѓето веќе заборавиле која е Катица Јанева и зашто беше осудена. Не верувам дека заборавиле, затоа што таквите работи не се забораваат. Можеме во првиот момент да не ви текне, утредента, задутре ќе ви текне. И сега се вратам малце дека викам ѓаволот секогаш доаѓа по своето. Имаше еден министер што беше вице-премиер во владата на Македонија, влезе на црната листа на Соединетите американски држави. Намерно не споменувам ја заради тоа што не сакам да се делае. Џабе сега што бил вице-премиер, што бил еден од најмокрите луѓе, што има заработено толку многу милиони. Он е на црна листа. И моментот кога он ќе треба да соработува и да наоѓа партнери во светот, неговото име стои како не само неговото име, што е крив неговиот син, што воопшто неговиот татко работел условно негативно или криминогено, и он испашта. Не, апсолутно. Значи, ја веќе кажам, и Лазар Јанев не е ништо виновен, претпоставувам, за глупостите на мајка му, инаку работи, бидејќи ме праша Горан, на прием и заведување документи, се грижи за нивна класификација. Дали мислиш дека тоа не е притисок и дали мислиш дека тоа е него му е лесно сега и дека апсолутно не. Суштина, апсолутно не. Што би рекле граѓаните, мене ми е многу гајле дали он убаво мирно спи или не спи, ама не е така. Има се туку пораката е дека у суштина, како викаат американците, crime does not pay. Да, меѓутоа апсурдот. Намерно сега Катица Јанева, мене таа не ми игра нека улога, помина долго време. Во кој што еден човек навечер е во затвор, а преку ден собира архива и не знам што прави, вели приеми заведува на документи, се грижи за класификација во адвокатска канцеларија, мислени совршено го опишува милјето во кое што ние живееме сега. Значи, абсурд над абсурдите. Но Сашо Мјалков беше официјално шофер во затворот во Струга. Зарем не е уште? Кичец исто така работеше мисчине во неговиот кафиџ во Охрид, значи. И прави кримино, значи, па не знам дали не следа. И прави кримино додека у затвор, прави сообраќајка со смртни последици и осуден е на 1 година затвор. Да, а он веќе е во затвор. Да. Мислам, пак ќе кажам, Монти Пајтон... Но како дојдовме во ова, јас повторно велам, генезата на се во ова, вие убаво рековте, после 2001 година, во име на мирот, тука ќе се согласам, прифативме да паднат стандардите. Меѓутоа, како се случи, тоа требаше да биде период, претпоставувам, нека дури нашите западни партнери веројатно мислеле на идејата, тоа е еден краток период, кој што потоа природно ќе се надмине и квалитетот ќе мора да го победи неквалитетот. Морам тука да те прашам, што значи тоа наши партнери? Кои се наши партнери? Запад, кога западни партнери, вела мислам на Европската унија, Америка, меѓутоа... Не, како се тоа наши партнери? Овој израз, го користиме редовно, сите политичари во државата, сите... Не ни се партнери, они ни се соработници, може да најдеме многу зборови. Можеме да потребиме тутори. Некој ќе биде зловен, ќе рече колонијални владетели. Не, како тоа се наши партнери, дозволуваат да се кршат копјата, дозволуваат да се смени нашето име, дозволуваат да се барат небулозни барања. Дозволуваат тие помогнаа во тоа сега. Ние со сила се правиме овде нормални, апсолутно. Па затоа те прашувам, како се тоа наши партнери? Значи,
ова е стандардниот вокабулар што го користи нашата мејнстрим политика и мејнстрим новинарство, да речеме, и мејнстрим интелектуалци. Тоа се наши соработници во најдобар случај соработници. Во одредени процеси поддржувачи, во одредени, затоа ќе ги бирам зборовите. Дај да Но цело еве дека време е така. говорам, дај да излеземе од тој балон и да престанеме да кажуваме шарени лаги. Ако ги користиме вистинските термини, многу брзо ќе бидеме обвинети за се и се што. Меѓутоа, еве ќе речам, соработниците, туторите, како сака. Исто така сметам, еве, поддржувачите во одредени процеси, претпоставувам дека веруваат дека тој процес на намалување на квалитетот ќе трае неколку години, а потоа природно ќе се исправи. Меѓутоа, кај нас се покажа дека не е тако. Ние успеваме со секоја нова генерација, со секоја нова политичка гарнитура, наместо да ги исправаме грешките, само да ги надополнуваме. Тоа е трагедијата. Не, треба да излезат јасно, ако се вистински партнери или поддржувачи, треба јасно да кажат, луѓе, како се вика, не може да биде човек на државна позиција некој што е на црна листа. Ние имаме пратеник, имаме поранешен премиер, поранешен вице-премиер и имаме градоначалник. Ама зошто тие да го кажат тоа, па тоа за нас и се подразбира, ние го дозволуваме тоа. Кога велат, кога не убедуваат дека мораме да го смениме името, зошто не убедуваат дека мораме да го смениме сега да направиме нови отстапки за да влеземе почеток на преговори, а од друга страна да влеземе, да. Значи од една страна ви велат дека морате за да, а од друга страна не може тоа да ни кажат. Значи гледате дека има разлика. Ако сакаат они, ако толку се грижат за нашите интереси, значи како партнер, значи треба да кажат, извинете, овие луѓе, се додека не решите корупција, ние не разговараме со вас. Добро, но сега ако се потсетуваме на сите партнерства и начинот на кој што беше... Тоа сакам да ти кажам, дека во суштина... Дојде семоќната Ангела Меркел во Скопје да ни каже после Преспанскиот договор вие сте готово со двете нозе во Европска унија, излезе дека не може да почнеме преговори. Тоа значи дека ние имаме слаби политичари, дека имаме толку неквалитетни политичари кои воопшто не се грижат за интересите на Македонија. Дебатиравме со Горан за Преспанскиот договор. Убедува, иако не сум убеден, дека наши стручњаци, експерти го имаат видено. Моje мислење е дека Преспанскиот договор дека им е даден на нашите политичари и они се рекле добро кај да се подпишем. Мислам сега парафразирам. Дури не е карикирање, дури и не е. Парафразирам заради тоа што воопшто не виделе или не биле свесни за одредени членови. Веројатно тој е голем договор, како што кажат и напишан на висок англиски јазик, каде што има точни работи кои права и обврски на секој од двете страни. Ние не сме ги виделе, како што ќе се вратам оно договорите кои ги потпишуваме на пример за мобилен оператор, ти не го читаш до крај, туку взимаш и потпишуваш, така? А како беше гаволите во малите букви, така? Исто и ова. Воопшто ги немаат погледнато тие, ги виделе само крупните работи кои се и завршена работа. И сега кога излагаат овие работи на површина, бидејќи другата страна тешкашите беа позади тој процес, и они сега, значи точно се знае, тоа е стратешки комуникација. У суштина, кој е како си доаѓа, некаков, ќе го земам условно, буквално ќе кажам некаков софтвер и луѓе кои се грижат тука сега треба ова да направат. И тоа само излагат и никој се грижи тие информации да се презентираат пред јавноста, да потсета дека треба да ги тие обврски некој. Јас објавив дека грчката екипа, грчкиот тим кој што работеше на грчката страна имаше 63 експерти. Голем дел од нив од Елија Меп, институтот за меѓународни политика. Апсолутно првокласни експерти, не беа. Кај нас беа собрани 5-6 луѓе, сите тие сега се во моментов на амбасадорски позиции, значи им се заблагодарија на тие луѓе кои што го гледаа договорот, но им беше дадено како беше завршена работата. Проблемот е што ние од тогаш до сега никој тој процес на обврски од Преспанскиот договор кај нас не го анализира. И затоа не се случува овој хаос со документите. Што попрво да анализира? Значи, дали да ги гледаш секојдневните скандали? Дали да се фокусираш на некако? Еден човек, ја гарантирам да ви дадат вас договорот. Ќе го научите за 2 недели на памет, ќе видите сите последици правни, политички, финансиски за државата,
И Фала ти што толку многу веруваш. Не сум правник, не можам. Правото е специфична категорија каде што треба ви си пишува- екстремен толкуваш затоа што секогаш велам ја, прашај го тој што го пишувал, што значи ова. Не ние да го толкуваме Текевски, како значи. ја морам да симплифицирам. Ви вела тамо на 12 февруари 2024 година истекува рокот, мора да имате пасоши со северна кодови на возачката сообраќајните со кодот НМК и така натаму и така натаму. Значи тоа не треба да сте експерт, доктор на науки за да го прочитате и речете луѓе имаме 5 години рок да седнеме сега да направиме работна група и да ги истуркаме овие работи. Вака, ма го забораваш моментот, она што преска Драган цело време некако се обидува да го потенцира. Работата што во Македонија на позиции раководни се ставаат неквалитетни луѓе. И тие одработуваат некаков дел и се преместува на некое друго место. Им се заблагодарија на самиот кажа, ги поставуваат за амбасадор. Од друга страна, тој што доаѓа вика, не знам, он тоа го направил, не знам јас. И сега, тоа што било предходно, веќе не важи, заради тоа што тоа го кажал стариот министер, стариот шеф. Ама не може да не важи кога реперкусиите за сите нас се видни. Ама сега доаѓаме до она што цело време прашуваш. Тоа е заради тоа што не се води траг. Заради тоа што кај нас сега си шеф и ако тебе денес ти една недела не идеш на работа, стои процесот, затоа што само ти знаеш. Зборуваме за дигитализација, а у суштина се работиме рачно. Рачно, да. И тоа рачно, само ти си го разбираш твојот ракопис, Горан поима нема што си запишал ти сега толкува. Но добро, вие сега ова го прикажувате како да сме ние, ајде не Доминикана е сериозна држава, Хаити на ист остров се, многу добар пример. Јас бев месец дена во Министерство едно, ајде да кажем условна работа. Јас тој месец дена тоа што го видов тамо, просто не ми се веруваш. Викав, ова не е може, затоа што цел живот работам во приватен сектор и се знаеше како се работи. Да. Че сум работел во консултантски компании, сум работел за PR агенции, на еден куп проекти. Нема тоа, јас ќе напишам нешто, тоа си стои. Значи, за се што работам, си праќаш извештаи, си стојат, си се складира, си се проверува, си се гледа. Тамо една информација да побараш, а не господјата тука. Не е денес на работа. Ама како тоа не е на работа. Ако не е она, некој ја заменува. Кога некој го заменува, треба да знае што има таму. Бидејќи има одговорност Тоа е од министерство. Ние не зборуваме сега за давање на социјална помош во труд социјална политика или за субвенции на земјоделци. Ние зборуваме сега за клучниот проект на оваа влада. Преспанскиот договор е клучен проект на оваа влада. Тие велат за тој преспански договор ние ете во ЕУ влеговме. Ние за работи кои се основни работи не внимаваме, а не па да внимаваме на такви работи. Ама повторно велам, вие се не представувате како да сме држава на рангот на Хаити. Хаити е нефункционална држава. Значи не постои државата таму. Не сме Хаити, лажам ли нешто? Е она што се случуваше изминатите денови со пасошите, со личните карти, со возачките, со налепниците. Значи како? Друго сакам да кажам. Апсолутно тука не може да спориме. Ова е непостојна држава во одреден дел од институциите. Ние овде имаме процедури, имаме протокол, имаме закони. Се знае точно кој е одговорен за имплементација на Преспанскиот договор. За да сега излезе Никола Димитров, откако беше министер, го потпиша и потоа беше вице-премиер и врз основа на тој договор се фалеше, кажуваше дека тоа е нешто најдобро, сега излегува и вели дека предлогот на министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски бил добар. Зошто помогу не го кажа пред 10-15 дена? Ти си тој кој што има животна мисија во тој преспански договор. Еве гледате, мислам. Не се согласуваме, ама не можам да прифатам дека ние имаме блок во институциите. Види, се дека не направиме целоса реинженеринг на системот, ние ќе се случуваме, ние само крпиме дупка. Како крпиш нешто, излагаат 10 нови дупки. Во суштина треба да се пресечи и да речеме почнуваме буквално од нула. Не знам колку е можно тоа. Ново тоа е редефинирање на државата, знаете колку се не на државата, на процесите внатре. Што значи дека поставуваме критериуми
Критериумите ги следиме, секој може да види тие критериуми, дали некој ги исполнува или не ги исполнува. Значи не може да се случи оно што го представија со претходниот министер, зошто една директорка е сменета затоа што немала сертификат за англиски јазик. А завршила на Кембридж. Да, завршила на како да вика, на Кембридж завршила. И има сертификат Стевановиќ од инфектологија, да. Не споменувам име. Па еве, и сега, јас значи, доаѓаме критериум во моментот кога се открива, некој треба да сноси одговорност. Дали некој сносеше одговорност? Да, го сменија заради политички притисок. Дали сносеше некој одговорност? Затоа што на министерот сигурно не му текнало да ја смени заради тоа. Има некој што ги подготвува тие материјали и му вели ова не ги господјата не ги исполнува критериумите, нема тој сертификат и стои Горан Момировски. Сега, во конкретниот случај, министерот од партијата на новиот директор што ја замени Стевановиќ. Значи, вака, Горан, ама значи, за тоа зборам критериуми. Кога критериумите ќе бидат јасно, многу едноставно да видиш дали некој погрешил или не. И тука е улогата и на неговиот шеф, но и улогата на јавноста. Се извинувам, ако ти направиш, отпуштиш некој заради тоа што немал документ, а не е така, ти треба да сносиш одговорност. И тоа треба да биде многу јасно кажано. Добро, јавноста ја завршува својата функција, ми се чини. Не може само се базираме на јавност. Тоа е другиот момент. Зашто одговараш на министер? Го смени од политички причини? Не. Сигурно не му текнал договор. Они можеле да ја сменат на друг начин. Рефреш или обновување на кадрите. Еве, долго години треба му се даде, но не да отпуштиш, да промениш некој директор заради непостоечки документ е небулозно. Дали некој реагираше, директорката е од партијата на власт, на помалиот партнер, на послабиот. И помал и послаб и све. Не, заради тоа што веројатно веќе никој не се грижи за никого, освен распад е таму веќе се. Сега во контекст на ова улогата на јавност, еве ќе повторам нешто што беше објавено по портали минативе денови. На конкурс во Гостивар од 10 примени лекари сиде 10 албанци. Тројца се со неакредитирани приватни универзитети од Албанија и Косово. И за ова ситуација мене ме информира човек кој што не е македонец, албанец, кој што не е дел од ДУИ. Јас никогаш не ги делам луѓето дали е некој албанец, македонец, тотално не ми интересира. Ама интересна е работа. Ги следам, сакам само да ги следам процедурите. Многу лесно ова се проверува. Што значи ова? Колку луѓе се пријавиле? Ајде да ги видиме бодувањата, дај да ги видиме тестовите на секој од нив, дај да видиме документите кои ги има. Ако е неакредитиран и некој потпишал да го прими како кадар, треба да одговара. Многу едноставно. Како викаат, почитувај го правото и законите. Многу едноставно. Да, едноставно е, но принцип ние се цело време за политичарите зборуваме. И ние граѓаните сме си кабаетли, да речам, еве, како се вика на турцизам што се употребува кабает. Ние сме се виновни. Вие, секоја власт ја бира граѓанинот. Нема, видете вака, ние може да ги казниме, јавноста може да ги казни сериозно. Јас на неколку медиуми имам кажано, имаше неколку инциденти со политичари од власта поврзани со медиумите. Ако некој мене, еве ќе ја земам Цунами Данела, градоначалничката на Скопје. Она не ги удостојува новинарите со разговор, со вести или со информации поврзани со градот, зашто новинарите или медиумите воопшто би ја следеле. Апсолутно блокада. Ти не ме почитуваш мене, јас не те почитувам тебе. И тука завршува приказната. Заради тоа што мораш да покажеш интегритет. Но тоа не може да функционира. Ако го имаш. Но знаете зашто не може тоа да функционира? Може. Ние како медиуми често пати се наоѓаме во таква состојба, одедени функционери, па дури и цели институции, да не покажуваат желба за отвореност кон јавноста, да не покажуваат желба за прикажување на работите такви какви што се, и тоаш ситуацијата е дали да почне блокада, не ги прифаќаме воопшто, ги игнорираме, или не. Меѓутоа, што е проблемот? Што кога на институцијата или на функционерот токму тоа му одговара?
кога тој сака да работи да речеме во скриен простор, во затворен простор, затоа што тогаш просторот за манипулација му е поголем. Не вака, гледате дека не се согласувам со тебе, секој има право на мислење и тоа е суд, за тоа е во демократија. Секој може да го излезе, се доека е поддржано со факти. Јас секогаш велам дека во суштина можеш однапред да кажеш ние заради непочитување на новинарите од Алфа имаме пристап дека нема да објавуваме информации поврзани од град Скопје, ќе следиме нејзината работата на град Скопје, но нема да информираме за работата на градоначалникот за и во почеток ќе им одговара затоа што не ги реметиш, а од друга страна не е само како се вика да скријате еднаш. Работата на политичарите, покрај тоа што треба да биде отворена, транспарентна и тоа треба да биде во моментот кога стапува на функција, подпишува дека ќе биде отворена, доколку не е отворена, треба да сноси некаква механизам. Нема механизам. Види, нема механизам. Ќе го направиме. Убаво Ќе го направиме, така. Еве идат избори, не такви идеи. Ама ние цело време зборуваме, треба дај го да го средиме. Ајде да направиме вака, затоа што нели сега ќе има избори, така? И сега партиите се обврзуваат на почитување на кодекс, така, на однесување. Дали го кршат? Моментот кога го кршиш кодексот, автоматски сносиш некаква санкција. Па да видиме дали ќе го кршат. Ма затоа овде кај нас се зборува за култура на impunity, како на неказнивост. Значи за култура, овде кај не станува збор за има криминални активности, него ние развиваме култура на неказнивост. Ева вака саки ти кажам култура на некадарност. Еден пример во Словенија правам прекршок. И излага полицаец од необележена, ме стопира, викам сега казна. И вика, добар ден, ту е забранено, да не зборувам на словенски, вика, забрането е тука да сврти, да викам јас македонски, по македонски. Абе, знаат, не видов, мислев дека може гледам улица, не, вика, ќе си гледаш. Викам, си извинувам, не сум тука од каде си, од Македонија, не, во ред, казната е, ми вика 160 евра. Ја викам сега да се објаснувам, ќе почнеме документи и така. Викам добро, ќе си платам, ама на вистина не видов, не ми е грешка, ја почитувам државата, не, вика ќе си пазиш и следниот пат ќе гледаш подобро. Така е. И јас сум за тоа. Ми напишак, значи како си се научи веднаш сите правила да си ги почитам, не 2 очи, 4 очи отварам, пре него што направам било каква акција или постапка на пешачки премиер. Морам да кажам, тука ние сме со Драјан, мака сега не е фалење, прилично не познава нели за Македонијава и 4 пати последни кога сум бил запрен за ланци 2 пати и не е важно за уште 2 ситни прекршоци, инсистирав да платам. За казни 25-35 евра, не е важно. Нели во рок од 8 дена ако ги платите се поевтини. Инсистирав да платам заради тоа што само така може да се развие ситуацијата. Како лесно се учиш? Така се учи преку казна се учи. Сега зборам 4 казни, не за еден месец, за 2-3 години, значи. Добро, така еднаш ќе да казнат, 2 пат ќе да казнат, 3 пат веќе не правиш. Да, боли, после тоа боли повеќе. Така. Уште една работа сакам да прашам, не знам колку уште време имаме. Има една ситуација, преска зборувавме, не успеав да поставам прашање. Да, се согласувам, тежок е тој процес кога ќе ве фатат, особено кога ќе заминете од власт, нели? Ќе ве фатат дека сте краделе и ќе ве носат по судови. Ако не донесат закон за намалување на казните како сега што се случи, може да лежите во затвор 3 години, 5 години, 6 години. Кате се ја не знам 3 години колку лежеш? 5 години, ама порано излезе, така? Не излезе. Не, уште е во затвор. Има уште да одлежи. Гледате ли како, оди тамо само спие навечер, излегува, тоа Тоа повторно било затоа што наводно имала добро однесување и ослучила делот од казната. Во ред. Значи, мене ми моветот, ако некој украде, во Мителинео случајот збориме за 2 милиарди евра. Потенцијални сега луѓе кога ќе им кажете 2 милиарди мислат ги зима 2 милиарди ги става. Тоа се професорите Димитров и Ветеранско-Туневски ни објаснија прецизно по години колку пари ќе се даваат. 52 милиони евра се даваат секоја година 20 години на грчкиот партнер. Значи со пенали произведуваат струја и има се, значи не е тоа чиста. 40 милиони евра се чисти пари годишно за грците и за некои наши луѓе овде. Тоа го кажувам одговорно.
Плюс им даваме 70 милиони евра во старт. Значи, тие израчунаат дека максималната сума е 2 милиарди евра кои што исчезнат, а Македонија може од тоа да добие реално 100 милиони евра. Значи, таа гасна централа е 290 милиони проектирана, а може да се набави за 125 милиони евра. Тие донесат да ти инсталираат французи овде. Значи, ја ги цитирам сега професорите. Друго нешто зборувам. Бехте ленка да не зборувам, и тамо се милиарди и пол, 2 милиарди евра. Некој може да украде, не знам, 20 милиони евра, оди во затвор, лежи 3 години, 5 години, или 5 години, па после третата година спие во затвор, многумина јас сум убеден дека би се жртвувале, би ризикувале и би рекле, важи, ќе ми останат ме 20 милиони евра, ја ќе одлежам 3 години затвор. Па не е баш така. Знаеш како, многу работи нас од страна изгледаат поедноставни. Пак ќе се навратам на почеток, кога зборував дали мене, кога ми поставиле за министер за финансии, би ја прифатил. Не, затоа што мислам дали можам, не можам и што ќе направам, затоа што не е само да ја земам бенефициите од почеток. И не ги проценуваат луѓето, работите од внатре, кога си на позиција, бидејќи сум бил дел од министерски кабинет, и гледам колку е пресијата за се. 10 пати гледаш за одредена работа, затоа што да не сгрешиш, да не направиш. Сега се гледа, мислите дека сега се гледа? Не Па верувам да, дека се гледа. затоа што знаете кога ќе дојдат на власт, бидејќи су соработувал со повеќе политичари, мислат доаѓаат дека цел живот ќе бидат на власт. Па го се глупи сега, се гледа дека не може да бидат цел живот. Не само што нема да бидат цел живот, и у затвор ќе завршат. Евака, сега ќе дојде нова власт. Направете интервју, првиот ден кога ќе стапат на позиција, интервјуете да го видите како е тоа, мислат, поготово бидејќи ќе победи сега опозицијата, ќе видите каков е тој елан, ќе биде ентузијазам. Моментот кога ќе влезат во институциите, кога ќе ги видат оние дупки, проблеми, кога сите ќе почнат веќе да бараат и да очекуваат од тебе, немаш ти да сите да му удоволиш. Ако ти текне еден филм Almighty со Джим Кери филмот, сите бараат и ти на кого? Попрво да му удоволиш. Буџетот не е само онака црпи пари, тоа буре без дно. Не можеш така. Како ќе го решиш проблемот со транспортот до Скопје за еден ден? Не можеш да го решиш. Не можеш ни за година дена да го решиш. Како ќе го намалиш загадувањето? За еден месец не можеш да го решиш. Но мислам дека многу проблеми се толку големи и луѓето мислат затоа што од надвор имаат некаква представа дека ќе направиме вака. Она што на нас во Македонија посебно ни фали, што цело време се убедуваме, да ги земеме експертите што се останати у Македонија. Ајде да видиме проблемот ова. Дали е добар да направиме? Експертите да ни кажат, не Горан како политичар, не Драган како новинар, не они што мислат, и онака, не експертите да ни кажат и да ни објаснат, ова е вака. Еве зборевте за црната листа преска и за пронешниот вице-премиер, еве нема го спомнем името. Имаше пред 5 дена се собра асоциација Сдруженијето на кривичари и криминолози на Македонија. Значи тамо Владо Камбовски, професорот Каледжиев, боранешниот министер за правда од СДСМ Тупанчевски беше во нашето студио и вела дека предлогот на владата за рестриктивните мерки, за црните листи на САД е неуставен, неточен, има небулози, има прекршување на закони, прекршување на човекови права, мешање на судска, извршна, законодавна власт, значи една карма каша направена. На средбата на кој што се луѓе кои што има и луѓе блиски од власта, воопшто не се појавиле од кабинетот на Грковска, кој што го предлага законот, од кабинетот на Бетичи, кој што исто така учествува во тој закон, значи од владата не испратиле воопшто представници. Пак ние имаме, пак ќе кажам, ние имаме од една страна сакаме да го црпиме грантовите што ги добиваме од Америка и да викаме они ни се партнери, а од друга страна кога треба нешто да спроведеме, поготово вака за црна листа, не чинат. Не може двете работи. Може. Или не може. Затоа што они кога ти даваат, ти кажуваат како треба го направиш. И се мислите дека они кога ти вели партнерот, така беше? Стратешкиот партнер ти вика ова е на црна листа, и ти викаш добро да чесене човекот. Не, Чимон ти вика дека е така, и ние
како слеп за стап се држиме за нив за сите процеси, а од друга страна не имплементираме одредени работи. Не може. Или еси има црвите или ниси. Не може. Нема во оваа ситуација многу специфично. Многу специфично. Ама гледа цело време, значи типично би рекол јас балкански, да не бидеме онака во оваа ситуација нема. Или се држиш до нив како стратешки партнер и имплементираш све, затоа што не можеш да го кршиш уставот заради тоа што бара некој. А може ли да го сменат законот за Бехтел Јенка? Како да го сменат кога тој се знае? Дали колку закони сменија? Ма ние дали тој е противуставен заради тоа што му се таков закон не постои во Европска унија. А ние се крстиме во ЕУ. И сакаш да ми кажеш цело време збориме за ЕУ? А таков закон не постои во ЕУ. Друго сакам да кажам, дека и сега кога или ги почитуваме правилата или не ги почитуваме. Согласуваме тука, ама не може да биде секогаш се црно или бело. Стратешки партнер САД во ред си има стратешки интереси во Македонија, во регионот. Кои се тие стратешки интереси? Да се поддржува Украина, да се дава оружје на Украина, да се става санкции на Русија. Во ред. Меѓутоа, вие со вашето изјавите на Агелер и на министр и представникот на Европската унија Гир во Скопје, за мене се признание за корупција од страна на ЕУ и на Америка во Македонија. Дозволете ми само. Колку пари се инвестирани во судскиот систем за антикорупција? Во неколку наврати кажа дека дале милиарди евра и холандскиот амбасадор на луѓе во Македонија, тоа нема резултати. Извинете, ама вие сте ги давале парите под ваши услови, дајте да видиме кој ги земал тие пари. Никогаш не откриле никого. Да видиме кој ги земал тие пари и зашто ги земал тие пари. Значи, некој што ги давал парите, учествувал во корупција при трошење на тие пари. Вака сега, санкциите кон нас, заради тоа што ние не спроведуваме rule of law или владење на правото, е нашето никогаш не влегување во ЕУ. И дали мислиш, мое мислење лично, нас не сакаат во ЕУ и никад нема да не примат, заради тоа што владе корупција. Не го кажуваат експлицитно, како што јас го кажувам вака експлицитно, туку ти го кажуваат во завиена форма со бели ракавици. Сега се бугарите во уставот именување, кој повторно ќе кажам, имаше некоја анализа, не е само внесувањето на бугарите, тоа носи и други импликации. Дефинитивно, финансиски. И сега, тоа ќе го смениме. Во моментот кога ќе почнеме, ќе излезат други барања. Затоа што нели како беше поглавје по поглавје мора да биде како може да те вратат назад заради тоа што не си и сега цело време ќе те враќаат, мислите дека не се свесни она и ЕУ и САД за корупцијата во Македонија, не почитување и сето тоа. Но да бидеме искрени, кај нас има корупција, не е тоа дека американците лажат дека има корупција, има корупција. Вака само го. Они ти го кажуваат на едноставен начин за да разбереш дека мора нешто да направиш. И ние се правиме на тошо, изигруваме, менуваме закони или викаме не е добро кршење на устав, само за да не го спроведеме она што, значи они експлицитно ти кажат, лицата што се значи тие се ставени и имаше амбасадорката на Соединените американски кажа, вика не е тоа одлука преку ноќ и затоа што на некој му текнало, туку тоа се сериозни истраги со документи, не го правеле завршени, ајде да ги кажем, на неакредитирани факултети личности, туку тоа го правеле некои што има допир до сите документи. И сега кога некој ти вели така, тебе треба да ти стане јасно дека тоа е еден од условите кои ти мора да го направиш. Ама тоа е завиена форма, само што ние не сакаме тоа да го... Завиена форма. Холандскиот амбасадор отиде во Мала Речица и му кажа директно на Али Ахмети дека во последните 2 години, кога Али Ахмети е господар на Македонија, сам си кажува, нели? Нема никакво поместување на задување има против корупција. Завиена форма ти кажуваат. Не, ова не беше завиено, ова беше најдиректно. Ако видиме, тоа е од, пак ќе кажам, он го кажа на дипломатски речник, потоа министерот за надворешни работи го изврте на сосема друг, јас го кажа. И ни објасни дека дури се слушаат тие што се сработуваат се, само ние не разбираме. Во суштина, никогаш нема странските дипломати експлицитно ти кажат. Ти речат, вие сте коруптивна држава. Туку преку постапки и акции... Сите разбравме. Така, разбравме, ама се правиме, ќе речам, на тошо се прави. Не можеш да се правиш на тошо. И после се чудиме,
Зошто никој не САПи и не гледа, па ќе кажам, во Словенија ми се случува, македонче, не македонче, македонец. У суштина, од перцепцијата кои тие политичари, кога не представуваат надвор, луѓето стекнуваат, јавноста стекнуваат мнение. И затоа нас не гледаат и како неважни, и како небитни, и како експериментално подрачје каде што може да си игра. Се може да буквално да си играат со нас. Да, затоа што не работите сакаме ќе се да ги сменат. Да се надеваме дека работите ќе се сменат. Многу интересен разговор, мора да признам, малку шетавме од тема на тема, меѓутоа тоа и беше поентата на оваа емисија, да разговараме за процесите и мислам дека во известна мера и успеавме. Синиша Пекевски, благодариме за гостувањето. Се надевам ќе имаме повторна прилика. Па да, се надевам ја дека и ќе се разбудиме, не е ова Монти Пајтон. Да, дека еден ќе се разбудиме и ќе чекај. Навистина правиме држава, како и добар беше филмот, да, интересен и што све можело да биде. Но ќе биде подобро. Почитувани гледачи, мора да веруваме во подобро утре, затоа што тоа е на крајот на криштата човечки. Утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а јас си посакувам пријатна ноќ.